Ovde sме денес собрани 2 дена пред можеби еден од значајните датуми во новата македонска историја. Тоа е денот кога треба повторно да ја дадеме довербата за председателските кандидати кои ги нудат политичките партии. Вие имате избор. Имаме 4 кандидати, од кои под број 1 и прв во недела ќе заврши нашиот кандидат Георги Иванов, затоа што е кандидат кој ја сака својата држава. Затоа што е кандидат кој што знае што е земјоделска магна. Затоа што е кандидат кој што е од нас. И затоа што е кандидат на кого државата е пред се. Меѓутоа, на 27 април ни представат парламентарните избори. Јас, како пратеник во Собранието на Република Македонија, заедно со моите колеги, предводени од нашиот вице-премиер и носител на листа господинот Зоран Ставревски, сме повторно овде пред вас како пред 2,5 години. Стојам гордо исправено со чист образ. Зад нас имаме конкретни дела. Зад нас имаме резултати кои што се видливи. Резултати кои што ги дава ВМРО ДПМН благодарение на програмата со која што излегуваме пред граѓаните. Што имаме од друга страна? Од друга страна имаме една голема нула која што се вика СДСМ. Но имаме колегата Панче Орцев, кој што 2,5 години во Собранието, освен што критикуваше, не даде нито еден конкретен предлог. Го имаме Маријан Даскаловски, човек кој што е во гужва и кога е сам, а не дај Боже да нешто да излезе и да каже и да предложи за Стромичани. Почитувани пријатели, демократската свест во Република Македонија, во Струмица и во Дабиле не е како пред 20 години. Сите ние е добро да размислиме во нашите глави, пред да ја донесеме одлуката, пред да го направите вестинскиот избор. Затоа што, верувајте, има разлика. Има разлика помеѓу нас и СДСМ. Има разлика помеѓу честни луѓе, работливи луѓе, луѓе кај кои зборот е збор, кај кои што дадените проекти се проекти кои што се реализираат, каде што програмата не е само парче хартија, туку Библија, според која се водиме во нашиот мандат. И имаме од друга страна луѓе кои што зборот го забораваат веднаш кога ќе ве напуштат овде од вашето село. Кои што зборот не вреди ништо, каде што единствено вредно се нивните джебови на нивните роднини, пријатели, чичковски, браќа и сестри. Ако на 27 ја донесеме победата на ВМРО ДПМН, не само во Дабиле, во Струмица и во 4-та изборна единица, тоа е почетокот на крајот на Заев и конечно да бидеме слободни граѓани, да не дозволиме да бидеме кираџи во својот град. Sa najgolemata politička sila v Republika Makedonija, ВМРО ДПМН. И едно браво на почетокот за Јосе, кој што го стредил местниот комитет од дека како што личи за ВМРО ДПМН. Почитувани жители на Дабиле, Васе, Силвана, Славе, сите зборуваа за тоа што направил, односно што не направил Заев. И нема друг збор, освен да кажеме, овој Заев голем лаж го бил.
Ама и тоа е малку за него да се каже. Тие зборува за тоа зошто и како не се случило, односно како не ја направил канализацијата, домот и друго. Ма јас ќе ви кажам и зошто не го направил тоа, бидејќи има пари од Европска банка и од Светска банка за 3 села, тоа се Дабиле, Просениково и Добрејци за канализација и за домовите и за други работи. Има пари, значи не е дека нема пари општината добиено. Од Европска и од Светска банка преку нас одобрени пари. Ама знаете зошто не се направила канализацијата тука и на другите места? Зашто кога работиш со Европска и со Светска банка, не можеш на тендерот на тате, бате и на стрина и на чичко да ги даеш парите. Брисел гледа. Затоа немате канализација. Зашто не може да дрпне од тие тендери. Со такви луѓе имате работа. И тој истиот, или Панче, или другиот, ќе дојде пак и ќе ви зборува како ќе направи нешто за вас. Ама бидете мудри, не само тие што сте тука и што слушате сега, туку и тие позади што се кријат или што не дошле. Бидете мудри и кажете ми на политичарите, не ни доаѓајте веќе затоа што лажете, не сакаме такви политичари во историјата да си одат и Заев, и Шекеринска, и Панче, и сите. Зошто народот јасно кажа, сака политичари што се честни и што работат. Ако и меѓу нас има такви што не работат, и нас утре да ни кажете исто така. Никој нема право да не работи, никој нема право да ветува и да не исполнува. Помина тоа време на такви политичари. Дојде друго време. Политичари што имаат образ да дојдат меѓу вас да кажат, ова го ветивме, ова го направивме. Поминаа многу години и ние на многу искушенија бевме и можевте да не проверите и во добро и во лошо. Имаше тешко време, светски кризи, европски кризи. Време кога буџетот тешко се полнеше. Дали еднаш дојдовме кај вас да речеме нема пари за субвенции и ќе ги скратиме субвенциите? Никогаш тоа не се случи, така ли е? Така е! Така работи ВМРО ДПМН. Исто беше за пензионерите, исто беше за тие што примаат социјална помош. Тоа што ние го ветуваме, си држиме до зборот. Се мислиме многу пред да ветиме нешто. Но ако ветиш, ако го ставиш во програма, не може да не го исполниш. Почитувани жители на Дабиле, има уште многу мерки за сите луѓе, за оние што се наставници или наставнички, здравствени работници, полицијата, војската, за јавната администрација се предвидува зголемување на платите по 5% секоја година. За примателите на социјална помош, исто така, се зголемува социјалната помош по 5% секоја година. И многу други проекти за кои што вечерва нема да зборувам. Но што е најважно? Не е само колку проекти има. Најважно е кои луѓе ќе ја реализираат таа програма. На хартија може многу работи да се напишат, но битно е да имате луѓе од доверба. Со нас одите на сигурно. Со нас одите на проверено, сте не испробале, сте виделе дали си стоиме до зборот. Со другите исто така знаете на што сте. Колку пати досега ве излажале, пак ќе ве излажат ако случајно им дадете доверба. Затоа, размислете добро, не кој политичар што зборува, туку кој што направил за вас кога имал шанса да направи и така да го дадете гласот. И јас сум убеден дека кога така ќе размислите уште задутре сите масовно и Дабиле и цела Македонија ќе го дадат гласот прво за Ѓорги Иванов и натаму да биде председател на Република Македонија. Затоа што Ѓорги го заслужува тоа. Затоа што Ѓорги е чесен човек како вие што сте честни домакини овде. Затоа што Ѓорги е вреден исто како вие што сте вредни земјоделци. Затоа што Ѓорги е од работничко семејство и цел живот со две раце и со собствен труд успеал во животот. И затоа што ни е голем патриот и си ја брани секаде Република Македонија, така како што доликува на председател, како што треба и на председател да ја брани. А уште повеќе сум убеден со оваа сила и енергија и со голем број на луѓе што се собрале вечерва во Дабиле. Мислам дека никогаш немало повеќе луѓе на собир во Дабиле. И тоа е убаво да се види и затоа го пофалив местниот комитет. Кимовите и сите оние луѓе што трчаат и се борат за вистината, за ВМРО ДПМН, за сите да ја слушнат вистината. И убеден сум на 27
April neka Davile ke znaje da izbere Nikola Grujevski i natamu da ja vodi vlada na Republika Makedonija. I nema ništa poslatko od toga da si go pobedime Zoran Zaev i da go ispratime vo istorijata. Ivo Dabile, Ivo Strumica, Ivo četvrta izborna jedinica, Ivo Republika Makedonija da go porasime. Da odi napred Davile, po vašite se mesta da ima streke i beriket, da odi napred i naša zemlja Republika Makedonija i da nije večno VMRO Dapamane za pobjeda! Komu ke može da veruva, bo seći